Недостатокот на конкретна владина стратегија за имунизација со правни недоречености за соодносот помеѓу уставот, според кој образованието е задолжително, и законите за заштита на населението, создаде речиси нерешлив проблем за спроведување на здравствената мерка невакцинираните деца да не се примаат во училиште. Родителите што не сакаат да ги вакцинираат децата во период кога ќе им наложат здравствените власти, дури и казните што ги плаќаат речиси секоја година, до сега не ги предомислија. Но министерот Филипче заедно со експерти епидемиолози дури сега ќе ги убедува дека МРП вакцината е единствен начин за заштита од заразното заболување што може да има и смртни последици. Секој граѓанин заслужува да дојде да дебатира. И ние имаме сериозни контраргументи на нивните сомневања и ќе го направиме тоа. Луѓето сака да донесат и некои експерти од странство кои што ќе презентираат некои аргументи во нивна корист, спремни сме и на тоа. Значи спремни сме да се соочиме и да ги увериме дека тоа што во што се сомнева навистина не е така. Министерот Филипче останува на ставот. Вакцинацијата е единствениот начин да се стави крај на епидемијата и никој нема право да го нарушува здравјето на граѓаните. Оти колективното право е посилно од индивидуалното. Во неколку наврати Уставниот суд веќе е одлучувал дали е противуставно да не се примаат децата во училиште ако не се вакцинирани и одлучиле дека никој нема право да го загрозува колективното здравје со некои индивидуални одлуки и при тоа да никој нема право, никој родител да го загрозува правото на своето дете да биде здраво заради својата волја. За разлика од кај нас, има земји што однапред имаат план и стратегија во однос на заштитата на населението и вакцинацијата. Во Белгија, например, родителите имаат неколку опции на располагање. Децата да се вакцинираат во здравствените пунктови каде тоа се врши со вакцини со кои располага државата, да си купат сами од каде што сметаат дека треба пак ематичниот лекар да ја завршат работата, или пак да не ги вакцинираат децата, а во случај на епидемија да ги чуваат дома во карантин, односно да не одат на настава, додека во редната состојба не заврши.